Кој вели дека на 50 години не може да се плива маратон и кој вели дека и во зима не може да се влезе во водите на Егејското море и да се плива. Тоа пред некој ден го демантира и сосем спротивно го потврди нашиот маратонец, човекот со кој се гордеам дека го познавам, маратонскиот пливач доктор Бошко Илиев, кој сакаме да го интервјуираме токму заради тоа што во зима, еве пред Митровден, влезе во водите на Егејското море и направи нов маратон. Бошко, што ти требаше ова чудо? Па, некојаш и јас се пражувам. Јас ова многу го сакам. Пред се, еве да ги поздравам сите љубители на спортот и на пливањето и мои подржувачи на моите активности, и баш би рекол дека во голем дел од сето ова го правам и за нив. Затоа што има се уште луѓе кои што ова го поштуваат како спорт, како настан, како еден вид на патриотизам и значи дел од мојата страст е и како обврска баш кон нив, значи го правам како дел кон нив, како да кажам. Значи, Бошко беше во соседна Грција, во местото Никити и направи еден така наречен есенско-зимски маратон. Може ли нешто во детали? Па во детали е тоа, значи, ова беше мој вкупно 46-ти маратон поред, ова година 5-ти. Беше прв маратон во едни вакви услови, есенско-зимни, значи 5 ноември ми е дата што никош до сега не сум стигнал да ја пливам, сето се завршувало во септември, значи малку неповолни услови, така да кажам, веќе зимни услови. Ми беше прв грчки маратон организиран, значи со организација во трка, иначе мината година го пливав мојот прв грчки маратон како соло маратон, значи ова е фактички втор грчки маратон и ми е драго што е така. Каков маратон беше? Рековте мемориален. Да, маратонот ми го кажа дека постои, дека може да се плива. Мојот драг пријател Мијич, еден пливач маратонец од соседна Србија од Шабац, дека има можност да се учествува, тој планирал да учествува и исто ми ја кажа идејата и јас да аплицирам. 11-ти поред мемориален маратон во Никити, тоа е негде на вториот крак во Грција. Доста од нашите луѓе биле таму и знаат. Некој спортски работник, јас точно не го знам негото име и презиме, го имаше на апликациите. 2005 година спортски работник погинал во сообраќајка и во негова чест мемориален маратон 11-ти поред се организира секоја година на задушница. Значи тоа и кај нас беше и кај нив, нели? Православена задушница, значи неколку дена пред христијанскиот празник Митровден. Како поминавте на маратонот? Па одлично беше, учествува голем број на пливачи, за моје изненадување, ја мислев дека ќе биде поскромно, негде над 73 мислам дека беа пливачи. Беа претежно, ствари сите беа од Грција, тројца беа само од странство. Мојот пријател Мијич од Србија и уште еден Алесандар Жегарац, исто од Србија, млад дечко, двајца значи од Србија и јас од Македонија. Значи само тројца учесници од странство, значи го направивме со еден меѓународен карактер. Се пливаше, значи 5 километра, прем била замислата метаморфози Никити, потоа организаторите во смисла на и во контекст на безбедноста, бидејќи е зимен период, ја променија стазата, патеката, значи исто 5 километра, само од Никити до еден срт тамо во близина, 2,5 километра и 2,5 назад, значи пак беше 5 километра, само да биде нели во видик на организаторот за обезбедување. Колку беше студена водата? Водата, за моје изненадување и мои нели критериуми, пред се мои критериуми беше релативно топла, 20 степени, 19-20 степени. За овој период на годината, ја знаев дека морето не лади така брзо и дека нема да биде така екстремно ладно, но сепак бев изненаден што беше малку и степен 2 повеќе од колку што очекував. Значи, една солидно топла вода, 20 степени е релативно добра за пливачи, бидејќи јас како пливач знам дека најидеални услови за пливање се од 19 до 22 степена. А за што викаме за бањање, за капење, тука негде треба 24-25, за дечиње 26-27, али за пливање маратон идеално. Како ви примија грците? Аплициравте ли? Како таму ве пречека?
Па, беше се во најдобар ред. Мислам, коректно, културно, јас аплицирав од тука, преку, со помош на мојот пријател, Блаже Стојанов Били. Тој добро владее грчки, има живеено доста години таму. Добив апликација, нели, по мејл, од интернета, ја пополнив на грчки, аплициравме, за неколку дена и Мијич, пријател мој, ме пријавил претходно. Ова беше, значи, официјално, аплицирав, за неколку дена добив потврдна информација дека сум радо прифатен како пливач и сосем нормално потполнив таму декларација, дадов лекарско уверение од тука што го носев дека сум здрав за пливање и се беше нормално. После тоа, после маратонот имаше едно дружење на еден убав хепенинг, нели, во еден ресторант каде што официјално беа прогласувани, нели, најдобрите пливачите, сите добивме дипломи, медали и така натаму. Ги видов на интернет македонското и кавадаречкото знаме. Па јас обележите сега да ги носам, сега малку беше тука, малку да кажам шкакливо, бидејќи ги знаеме нашите односи со Грција и не сакав да излезе како провокација, сепак најдов момент, го извадов и нашето македонско знаме, претходно од наизлевањето од водата го извадов и го развијав кавдаречкото знаме, нашиот познат грозд, како обележие на град Кавадарци. Јас сум од град Кавадарци и се гордам со тоа. И секаде каде што одам, настапувам, ги носам и македонското и кавдаречкото знаме. На крајот, завршуваме со разговор, сам ли си плати се, имаш ли спонзор? Па добро, ова не беа некои големи издатоци, Грција е блиску, бевме на еднодневен престој, значи добив една помош во вид на гориво од општина Росоман. Благодарам една јавна благодарност за градоначалникот за општина Росоман на подршката, спортската подршка. И ја мислам дека со она што го правам, мислам дека го заслужувам тоа и се трудам да бидам скромен и во тие барања, нели? Знаеме какви се времењата и така. Иначе само да кажам, не кажав дека временски испливав доста солидно во моите можности, 2 часа и 9 минути, пливав 5 километра, така да задоволен сум и со резултатот. Треба да го поддржиме доктор Бошко Илиев, затоа што тој е еден од ретките кои плива и им дава поттик на младите. Се надевам дека во иднина ќе ја поддржуваме, а и ние како портал ќе ве следиме. Па јас се надевам дека и кај нас во Македонија има некој зародиш на вакви настани, дека ќе има се повеќе. И јас гледам дека тоа соседите го прават, доста успешно го прават, и грците, и бугарите, и србите, хрватите, словенците, сегде сум примал нови простори, сега ми останува здравје некај од догодина Албанија, има таму маратон во Ксамил, и во Босна немам пливано од нашите простори, еден маратон кој што го најавувам долго време. Значи, секаде каде што одам, се прави еден добар настан, еден културно, спортски и туристички настан и сакаме и ние да го правиме тоа. Можеме, имаме услови, не треба малку повеќе волја и малку повеќе ентузијазам во сето тоа, мислам дека можеме да го правиме. Благодарам. Ви благодарам и вас на вниманието.